Драги приятели, днеска повторно ќе ви се обратам, или поточно, ќе комуницираме преку ова видео порека. Ако сакате, или ако имате желба нормално, да ги пратите моите видеа, значи понатаму помалку ќе пишувам, потечком пишувањето, повеќе бидат видео обраќања, значи ќе треба да приситите subscribe или претплати се на каналот, тоа е бесплатно нормално. Први ќе ги добивате видеата и ќе бидете во тек со многу настани и мои анализи нормално, ако имате желба, кој што рекол. Вечерва ќе анализираме една многу интересна работа, која ќе наречам јадицата на Владимир Путин е голод на САД и Велика Британија. Но да не ја забораваме и нашата министерка за одбрана Славјанка. Да не е смешно, ќе беше трагично. Зошто? Први промислим мало земја, втора работа. Ми не можеме да се со еден терорист од 20 од нашата војска не може да се справи во денешната состојба и со ножување се, а камоли да праќаме војска на руските граници. А втора работа се више не се водат војни со пушки, стапови, да знае, со противракетни системи, со ракети, не Боже, нуклеарки и така натаму. И тоа е малку избрзано, може би недорасната за низината функција, но тоа е тоа. Но не ми цел да зборувам за новата министерка за за одбрана, господја Славјанка, но повеќе ми е за оно што се случува на руската-украинската граница. Значи, Владимир Путин, мислам и претходните видеа кажав дека претходното, дека беше 160 ръководител, значи, за да не се САД да не може да компрометираат, пред Јелцин да го постави прво за премиер и после му го стапи бесото. Страшно интелигентен човек, не го следам по-долго време, бидејќи имам неговата натала карта, значи имам ги податоци и не ме чудат со овие негови потези со Украина или трупањето на војските на границата за Украина. Смешни се ми аналитичарите од западните, за Балканците не зборам, особено САД, кои зборуваат дека Русија се, поточно Руската федерација, се подготвува за инвазија на Украина. Да не беше жално, ќе беше смешно. Прво, на Руската федерација општо не одговара да изврши инвазија на Украина. Зошто не одговара? Бидејќи, може би 40%, ако земете од цела со Украина, со делот кој што беше Донецк, Лугански и така натаму, се руси. И второвата, аналитичар да си, кој што рекол минатото видео, треба да добро познаваш историјата. Значи, Киев и Украина било руско. Тоа Киев бил главен град престолник на царска Русија. Тој период во историјата е познат како Киевска Русија. Што значи и самиот никош не ме нападне, и самиот министар за надвошни работи на Руската федерација, господин Сергеј Лавров, уште има 3-4, може 5 години, дали се збор, кажа, нас не интересира Донецк и Луганск. Украина може само целосно да влезе во Руската федерација, значи да се врати. Па тука не знам дали ќе се врати, прашувам, бидејќи Украина прв пат станува независна, самостојна држава по распадот на СССР. Кој таква никош не била позната во историјата како Украина. Значи она во составот на СССР добива и државјанство, република станува, чак и два украинца, кои голема штета нанесоа на СССР тогаш, тоа са Никита Хрушчов, кој 55 или 6 го подарува Крим, значи Крим никош не бил украински, го одзима од Руската федерација и го подарува на Украина, а после него доаѓа Леонид Брежнев, кој се украинец, и Крим останува статус кво. Но да се вратиме на денешната ситуација да биде појасно, мислам, да ви објаснам. Значи, во моментот Владимир Путин, председател на Руската федерација, намерно натрпа војска
на украинските граници, да видят како ќе реагира НАТО, особено САД и Велика Британија. И почнат толку малумни за мене, недозряни потези, ќе ми просадат порок, ама ги влечат. Создава паника. Чак што више, што би рекли србите, британците направија троен сојуз со пољаците и со Турција против Руската федерација. Това е повеќе од смешно, бидејќи не се и дораснати сите три земји. Инаку, многу пати го цитирав еден американски генерал, значи пред добро 5-6 години, минатата да кажа, која кажа, значи тогаш, Русија е во моментот посилно, или Руската федерација, како сакате, од САД и НАТО заедно. А тогаш поминува многу води, протекува, пардон. Што сакам да ви кажам дека не сакам се да ги набројам ни, но со хиперсонични оружје во моментот, значи Русија не е економска сила број еден во светот, но војно да. Поради тоа хиперсонично оружје, што го има. А што уште го САД нема, затоа ќе треба 10-20 години. Тоа гледам точка, малку се ми смешни сите овие работи, особено со Украина. Инаку Украина ја погребува не украинец, тоа е евреи. Инаку и самата бојна револуција, значи оваа Зеленски евреи кои преминат, и мислам дека над 50% од министрите во Украина, владата на Украина, нормално се евреи. Зошто го потенцирам ова? Вие ако погледнате добро, мислам добро, да аналитичар стварно што знаат историјата, значи аналитичар треба да позна историјата, бидејќи секој настан во историјата се повторува од недовршен настан од минатото. Што сакам да ви кажам? Вие ако погледнате Октомвриската револуција, викам руска, не е руска, тоа е британска. Она го праќа Троцки и Ленин, кои се евреи, Ленин кој иде со блендиран воз од Германија во Русија и болшевиците ја прават Октомвриската револуција, во тоа политбюро чак и Сталин, мислам, има нешто, мислам, голем процент од еврејско потекло, ако не се лажам. Но сепак он се свесува и не, и чак и со Хитлер едно време бил пријател, кој е хазар се евреи, и се навраќа тек кога веќе дојде пред Сталинград, они се организираат Русија и затоа таа е приказната со Втората светска, но за неа може би во некоја друга прилика. Други беше мува. Значи, болшевичката револуција, што вика, тоа е еврејска револуција во Русија, се со цел уништи Руската империја и Западот или Велика Британија, кој не е пријател на Русија, тоа не го знаат добро, да завладеа со тие простори, поточно со природни ресурси. Тоа каже и англиската клетва, која вика, не е коректно природните ресурси во Русија да припаѓаат само на Русија, тоа припаѓа на цел свет. Малку е смешно, но тоа е тоа. Значи да се вратиме на Украина, тука намерно се трупат трупи, мислам војска, а во исто време Руската федерација да им покаже дека може да појде, она мислам дека десетина броди прати кон Латинска Америка, поточно со Венецуела се договара толку база, но да се разбере, на Русија база не им треба, они имат одморници бродови, кои може да гајат со своите нуклеарки. Мислам дека натаму тргнаа со циркони, а еден циркон мислам дека има 10 или 16 боеви глави, значи, ја знам дека по 10 или 16 секој брод има нуклеарки, значи секој брод носи, збориме, нуклеарни боеви глави по 160. Значи, само еден брод може да ја избрише или потопи САД. Да ја избрише од карта на свет, за илустрација, ако многу доцна, циркони, усари торпедите поседон, што ги исто поседуваат, може да предизвикуваат бранови од 100 метра височина, значи можат потопно да ја потопат САД. И се тоа во една спрега кој ќе видите, САД се најде во небрано, особено со нивниот претседател, кој е прашен колку владе, мислам на Џо или Џозеф Бајден. На него Украина му е блиска, бидејќи неговиот син Хантер има бизниси таму.
Но няма да може да ѝ помогне, без разлика што сите праќаат оружје, Германија не сака да фаќа, ја свати играта на Путин. Тамо нема да има војна. И некој Лавров кажа, ако, мислам, министрот за надвор, ако нас не интересира ни доволно се Луганска, кога сакаме, нас се интересира цела Украина. А ви кажа, Киев беше главен град на Руската федерација, пардон, на Царска Русија, тој е природа историјата познат како Царска Русија. И од таа гледна точка нашата министерка за одбрана Славенка многу ми е смешна. Ќе праќала македонци или македонска войска, не е албанци други националности, со Русија да се посакува со стапкови. Денеска се војни водат со ракети. Сум толку избрзани изјави. Тоа работа. Македонските граѓани народ кажа не за НАТО. И со сила сме вовлечени НАТО, исто како Црна Гора. Тоа е една голема глупост, но тоа не би сакал. Иако партијските лидери и на двете партии, и на СДСМ, и на ВМРО ДПМН заправа НАТО и ЕУ. Прво ЕУ, дамо 4 години пора се распаѓа и многу смешни сум разговори со Бугарија и од српските, зашто? Или да почнат преговори и да не се распадне, а ќе се распадне многу брзо, поради пандемијата и економските кризи. Мислите 25 години, 15-20 години, еве и 10 некад, не може да влезе на тоа. Тоа е глупо, а да го изгубиш се што го имаш. И јас се чудам овие наши политички кои преговарат. Прво ти го продав своето дете. Точно, ти не си Македон. Многу од вас знаеш кој влади Македон, тоа е влашкото лоби у двете партии. Но ти си го продаваш твоето дете, човек. Бизнисот твој, имото, кај ти, во Македонија. Не е у Бугарија, не е у Грција, тука е. Значи ти не водиш сметка за себе и своето дете, а за мене ќе водиш. Тоа е смешно. Но да не няма со домашната политика, што е повеќе од комична во моментот, посебно на лице. Накратко да ви кажам, значи, ово е за мене комедија, кој Путин одлична, иако може да биде трагикомедија на крајот, влече, ја фрли децата, која е голд на САД, Велика Британија, нормално, комплет на земјата и нашата министерка за одбрана Славјанка. Господ нека ја напомоша. Мислам, тоа е толку непромислени изјави даваат, одлуки донесуваат. А зашто? Имаш сили да се бориш. Тврдавата Украина не е членка на НАТО. Но, тоа е тоа. Драги пријатели, уште еднаш да подсетам, оние што сака да ги следат моите анализи, треба да притиснат subscribe брат или претплати се на каналот, значи тоа е бесплатно, први ќе ја добијат, веќе понатаму повеќе ќе борувам преку видео, отколку што ќе пишам, многу е полесно и од здравствени причини вака. Посакувам добро ноќ, ако имате жалба, претплатете се, гледајте ме редовно. Ќе видите добро и сум солиден, јас сум сепак професионалец, значи дипломиран аналитичар, препосна генерација на Југославски сударство, 86 дипломирав таму, општи смер, група аналитичари која беме предпосна генерација на аналитичари. Значи, ушеднашка ви посакам добро ноќ и не го сваќате ово као фолба или нешто. Не. Сакам само да ви помогнам да погледнете со реално очи што се случува во светот. Објективна анализа, значи не сум руски определен, нити било како, јас сум објективен. Добро ноќ. И се гледам, се слушаме, вие ќе ме гледате и слушате, а јас ќе зборувам.